Здраво, Шкорпии! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за јануари 2026. Да видиме што ќе донесе месецов за вас. Ако веќе не се случило ништо од ова, тогаш очекувајте да се случи. И првата порака за вас е порака на помирување. Гледам овде некакво помирување и сега ова може да биде за сите различно. И за некој ќе биде во еден аспект од животот, за некој во друг. И еве да почнеме во љубовта, ако е вие со партнерот, ќе се случи некакво помирување. Сега, не дека постоела расправија, кавга некоја во врска со оваа ситуација, не, туку постоело некое чувство на разочараност. Од која страна сте, вие знаете, меѓутоа едниот овде од вас е разочаран. Разочаран е заради постапките или отсуство на постапка очекувана од другиот. Не знам, не се коментирало, не се дискутирало, меѓутоа постои ова разочарување и другиот знае, меѓутоа не направил ништо кога требало и сега чека прав момент, дали вие чекате или партнерот чека прав момент месецов да ви покаже дека не треба да бидете разочарани, не треба да бидете вознемирени, затоа што нештото било направено дали од невнимание или пак нештото не било направено со цел да се почека вистинскиот момент во месецов и да биде можеби пак изненадување. Како и да е, ова разочарување, оваа ситуација на тага можеби чувство на немање љубов, тоа ќе биде исправено. И ќе биде исправено со многу љубов, многу грижа. Нешто ќе направи партнерот или пак вие ќе направите нешто за партнерот за да се почувствува дека тука постои и љубов, постои и почит, постои и грижа и ќе биде направено, пак ќе кажам, со толку многу емоции што нема да има простор повеќе за сомнеш, нема да има простор повеќе за разочарување. И пак, не знам од која страна сте, меѓутоа нешто од ова ќе се случи, дали вие ќе го направите или партнерот за вас. На многу начини ќе биде направено, можеби ќе ви покажа љубов со постапки, можеби ќе направи нешто убаво месецов за вас, можеби ќе отидете на некакво патување заедно и таму ќе биде покажана сета љубов и целата почит што се има во вашата врска, во вашиот брак, како и да е. Значи, ова чувство ќе заврши во јануари на разочараност и така. Ако пак е во некој друг дел од вашиот живот, можеби во работата, можеби вие се чувствувате дека не сте почитувани, не сте ценети доволно, не ви е дадено доволно, можеби финансиски, парично не сте наградени колку што требаше, или бонуси, или што и да е, зависи што работите. И тука ќе бидат исправени нештата и може вие сте тие што се чувствувате вака, може би некој ваш вработен се чувствува вака. Во секој случај нештата, ќе кажам, ќе бидат исправени и тоа ќе бидат исправени со многу љубов. Нема да бидат исправени само колку да се исправат и да има мир, не, туку многу љубов и многу почит, овде ќе биде покажано многу почит, колку вие се значите едни на други во работата, колку ви значат вработените или колку вие на вашите претпоставени им значите и нештата ќе бидат исправени. Доколку се работи поврзани со вашето пошироко семејство или родителите, ако има комбинација некоја на Шкорпија и Рак дома во семејството, и тука нештата ќе бидат исправени, ќе биде покажано многу љубов. Некој можеби смета дека не сте дале доволно децата или пак вие, родителите, не ви дале нешто доволно. И тука нештата пак ќе кажам со многу љубов, многу разбирање и многу почит ќе биде покажано во сето ова. Следната порака, Шкорпии, за вас е порака каде вие треба да внимавате во јануари, секогаш кога ќе се најдете во ситуација да бидете под дејство на некакви силни емоции, е сега за некои пак под дејство на алкохол. Значи,
Ова се моменти каде вие се забавувате, вие многу се радувате и обземаат силни чувства, или пак е вклучен и алкохол и вас обземаат такви чувства некои, каде што вие сте согласни на се. Или нешто ќе прифатите, или нешто ќе понудите, или на нешто ќе се согласите на некој договор. И кажав на почеток, треба да внимавате. Зошто? Затоа што се што ќе прифатите во таква ситуација, кога ќе поминат овие чувства, или кога ќе помине дејството на алкохолот, тогаш вие ќе бидете многу ќе бидете загрижени нешто. Можеби ќе прифатите нешто што не требало, ќе прифатите понуда од некој што не требало, или ќе се согласите на нешто што не смеело. Ова не е мала работа која вие ќе ја прифатите или ќе ја понудите, и затоа многу ќе ве загрижува кога ќе помине целото ова дејство, целата оваа забава, целата еуфорија. Во љубовта ако е, внимавајте во тие моменти на забава, на радост, на емоции, внимавајте со кого нешто се договарате, чии понуди прифаќате. Знам дека после тоа многу ќе се кајате, тоа знам. Или пак внимавајте вие, не мора да е во љубовта, внимавајте вие во такви моменти кои ги споменав, на што вие се согласувате, какви договори може ќе подпишете, не мора да подпишете, туку едноставно ќе си дадете рака, ќе си дадете збор за нешто за кое многу ќе се покајате. Или пак вие во такви некои моменти може да понудите помош која не смеете. Ќе понудите вие некоја голема помош, ќе сакате да не кажам така, меѓутоа така ми изгледа ова, дека вие дури ќе сакате да изигрувате Бог во некоја ситуација, со цел да помогнете. Нешто ќе ве обземат некои чувства, или кажав, дејството на алкохолот вас ќе ве направи вие да толку нешто големо за некого да направите, што од која ќе помине сето ова, ќе навистина ќе бидете загрижени, ќе не знаете како да излезете од ситуацијава и како сега ова да го, зашто кога ќе поминат овие чувства, ова магла, ќе сватите дека и немало потреба до толку вие да се понудите, затоа што па не се луѓе кои толку ви значат. После тоа вие ќе го сватите дека не се луѓе за кои па вие до толку треба нешто големо да направите. Во секој случај, за кој и да е аспект од животот, ова треба да бидете многу внимателни на што се согласувате. Секаде каде има алкохол, каде има многу забава, внимавајте, забавувајте се, уживајте, меѓутоа не се договарајте и не прифаќате и не нудете ништо. Следната порака е порака за ве шкорпите. За јануари многу обврски, значи многу обврски. Дали овие ви се натрупале или пак само ќе се појават од нигде и никаде, не знам, ќе видите, но многу обврски. И овие сите обврски вие ќе ги завршувате сами. Дали тоа е ваша одлука или пак едноставно морате, нема кој да ви помогне и се ова ќе мора да го завршите сами. Големината на овие обврски плаши, меѓутоа вие не сте исплашени овде. Вие имате некој извор на енергија од каде вие си ја црпите енергијата, од каде вие инспирацијата, мотивацијата, желбата, се тоа да го направите, го црпите. Сега вие знаете од каде е тој извор и ќе се преклоните на тој извор. Може би е извор самите себе си знаете некакви мотивацијски говори да си дадете, или пак си имате некакви ритуали каде што вие си собирате една голема енергија и волја за сето ова да биде направено, зашто сами сте. Дали морате, пак ќе кажам, ама јас мислам дека вие сами сакате и ова да го направите, не сакате да побарате помош. Ќе се бара многу физички, најверојатно, физички да се вложите во ситуацијава, но вие тоа го можете, кажав. Ќе направите се, дури не само за вас, вие ќе направите некои
некои работи за тие кои ви значат. Може домот, децата, семејството, партнерот, а може и на работа, за вашите вработени ќе направите многу нешта и со ова вие што ќе го направите ќе бидете многу почитувани, ќе ви биде покажана многу благодарност, многу почит, многу љубов ќе ви биде дадена за сето ова што вие го правите. Или пак вие сте само во семејството, тој или таа што прави се, што прави другите да се безбедни, да се спокојни, да имаат се што им треба, и во јануари ќе ви биде покажано многу љубов и многу благодарност на некој начин за се што вие правите за другите и се што вие правите во домот. Сите кои се помали од вас, сега тоа помали може да значи помали во години, помали во ранг, помали на работа хиерархиски, сите тие ќе направат нешто за вас да вие да се почувствувате колку вие сте почитувани за се што правите за нив. Ќе бидете среќни и горди на тоа кога таквите луѓе и таквите тие сите ќе ви покажат колку вие им значите и колку значи се она вие што го правите во нивните животи. И сепак нема да исклучиме можноста дека пак можеби вие ќе направите нешто за некој во вашиот живот кој прави се сам, кој се ствара сам, да му покажете колку многу ви значи и да покажете многу љубов и многу убави моменти и ситуации. Ќе се приредат може некакви забави, некакви изненадувања, каде што ќе биде покажана љубов. Значи, во јануари воопшто за вас, Шкорпи, ќе биде покажано многу љубов и многу емоции. Се она што правите, што сте правеле во животов досега за другите, ќе видите дека било ценето и почитувано и на другите многу им значи, или пак вие ќе покажете љубов и почит кон сите оние што прават многу големи работи за вас во вашиот живот. За некој од вас ова е ситуација во животот каде што вие сте биле во некоја нестабилна и не така добра состојба, во некои немирни води пловите и нешто вие ќе направите, каде нешто ќе направите. Не знам што ќе преземете, сите различно ќе биде, меѓутоа нешто ќе направите вие лично самите и каде ќе ги се ставите себе си и другите на една поздрава основа, во една побезбедна ситуација, можеби и финансиски, а може и на многу други начини, каде другите и вие заедно со нив ќе се почувствувате многу постабилни во јануари. И сега следната ситуација за вас, Шкорпиите, во јануари е ситуација од минатото. Можеби се случила некогаш некаде во минатото оваа ситуација, или пак и ситуација која трае премногу долго, многу долго време. Сега во јануари ова завршува. Ова ќе биде завршено. На кој начин? Ќе биде различно. За некој од вас ова ќе биде ставање крај на некакви врски со некои луѓе. Има некои луѓе во вашиот живот кои не покажале дека треба да останат во вашиот живот. Не знам, пак ќе кажам, за некој во љубовта е, за некој во работата е, за некој во семејството е, но вие овде веќе нема да дозволите да трае оваа ситуација и ќе ставите крај на ова нешто. Можеби, јас мислам дека можеби дури и неочекувано ќе бидете груби нешто со вашите зборови. Може да повредите и некој, меѓутоа овде вие не се не грижите дали ќе биде некој повреден, затоа што ова сакате само да заврши и да се тргнете од оваа ситуација. Ова е ситуација која никаде не ве водеше, ситуација која ве чува на едно ситуација емотивно каде што сте врзани, а не сакате повеќе ова да се случува. И со оваа личност
или оваа ситуација ќе биде завршена во јануари. Без разлика, не знам, не верувам дека ви значи повеќе, затоа што овде нема повеќе место каде што вие треба да се грижите за чувствата на другите, затоа што ова едноставно треба да заврши. Некој може би бил нечесен кон вас. Овде се работи за изневерување на нечии чувства. Може би пак ова е ситуација во која вие предолго толериравте нечие однесување, а тоа однесување беше, да речеме, и на некој начин нечесно. Дали овде некој нешто земаше од вас, повеќе од колку што требаше, дали некој од вас нечесно кон вас се однесуваше, на начин што ги изневеруваше вашите чувства или вашите очекувања, или било какво изневерување се случуваше и вие го толериравте, не знам зашто, вие знаете, но сега, после толку долго време, ова ќе заврши. Вие ставате крај и нема враќање назад. И да знаете дека ова ставање крај, па може би не да знаете, туку вие и знаете, затоа што вие овде не се чувствувате повеќе нити тажни, нити разочарани, нити никакви лоши емоции нема. Овде сте само рационални. Не ве интересира другите чувства повеќе, знаете што треба да направите, ќе го направите тоа и крај. Што ќе се случува после со другите, па вас и не вие грижа искрено, затоа што толериравте додека толериравте, меѓутоа кога ќе ставите крај, тоа е веќе крај и нема назад. И последната порака за вас, Шкорпи, е порака на едно големо изненадување што треба вие да го очекувате во јануари. Ова е страшно големо изненадување, верувајте, ова ќе ви го разнеша тлото под нозете. Не знам, многу големо и многу, или пак вие едноставно така ќе го доживеете. Ова е исполнување на некоја ваша желба. Ова е остварување на некој ваш сон. Ќе биде, кажувам, многу од вас различно ќе го доживеете, ќе биде различно и сега за некој е во љубовта. И вие, најверојатно ќе се случи нешто во љубовниот живот, ако веќе имате партнер, нешто партнерот ќе направи, ако не пак, вие очекувајте некаква понуда љубовна, која ќе ви го сруши тлото под нозете. Нема да знаете каде сте, од возбуда, од радост, од среќа. Ова е исполнување на некоја неверојатно голема ваша желба. За некој пак е во некој друг аспект од вашите животи и ќе дојде како гром од ведро небо. За некој пак е ситуација која треба да заврши и ќе заврши. Некоја ситуација која ве чуваше во ситуација во мирување ве чуваше и не можевте да направите ништо или пак не се случуваше ништо и сега ова ќе се случи како гром од ведро небо, ќе дојде како изненадување и нештата ќе се променат на разни начини, да, но начинот на кој ќе се променат вас ќе ве израдува. Па не знам, едноставно можам да кажам дека вака срекни не сте биле многу одамна. Очекувајте неверојатна среќа во поглед на тоа, во сите ситуации каде што сакавте нешто да заврши и на нешто да се стави крај. Може би пак вие, за некој пак е и така интересна ситуација каде што вие може би сакавте да заврши една ситуација во вашиот живот или пак да заминат некои луѓе од вашиот живот. Ќе заминат и ќе заврши многу неочекувано. Ќе излезат од вашиот живот многу неочекувано и вие после ова чувствувате таква олеснување, таква среќа, не знам, ќе ви се симне голем товар од животот, ќе се симне голем товар и ќе почувствувате среќа и радост и олеснување какво што кажав не сте почувствувале вие со години. Очекувајте многу убави моменти, очекувајте
може би поочекувајте некакви добивки на лото, на какви да сте игри на среќа, што би можеле да ги изиграте, очекувајте неверојатно голема добивка. И очекувајте многу љубов во секој случај во јануари, зашто вие шкорпиите ќе доживеете многу убави моменти во поглед на љубовта. И тоа би било тоа за јануари, драги шкорпи. Се надевам уживавте. Јас ви честитам 2026, посакувам многу љубов и среќа и до следното видео. Чао, чао!